Наместо вода во Дојранското езеро залеани ливади и ниви. Неуспешен е обидот да се рестартира хидросистемот Ѓавато и со него да се прави дотур на вода во езерото, кое во моментов е паднато на околу 80 сантиметри под нивото. Информацијата за Телма ја потврдија вработени во хидросистемот, кои рекоа дека морале да ги запрат трите пумпи поради бројни дефеци на цевководот. На новинарско прашање, зошто се пушта во функција системот кога не е во добра состојба и полне со диви приклучоци, раководителот Јован Попов рече дека допрва ќе се следи каде протекува цевководот и колкави се штетите. Значи, тоа ќе видиме сега пумпите ќе ги пуштиме и ќе пратиме да видиме каква е ситуацијата и колку вода ќе стигне во Дојран. Значи, таа е реалноста. Аз не можам да ви кажам колку ќе стигне. Значи, ќе ги уклучиме пумпите да функционираат денеска, утре, заутре, јас ќе контролирам, ќе видиме колку ќе стигне вода, дали ќе стигне, кај има загуби, колку има загуби и тоа сето така ќе попростудираме и после ќе разговараме пак со министерот за тие работи. Министерот за животна средина Изет Меджити рече дека доколку реконструкцијата не е прескапа, ќе се предвидат средства во буџетот за следната година и ќе почне замена на дотраените делови. Да се обнови системот, да стигне до 500 до 700 литри, бидејќи тука е дополнителен проблем што и земјоделците користат вода, затоа на 200 литри мислам премалку е тоа за да се види ефектот во езерото. Ние ќе седнеме, значи можам од сега да ви кажам, следната недела кога се вратам од Азербејџан, ќе седнеме да ги видиме сите опции, што значат во време и финансиска конструкција. По објавената информација дека системот не функционира, пратеникот од ЗНАМ Миле Цеков, кој беше еден од иницијаторите да се пушти хидросистемот, на својот Facebook профил објави фотографии за кои вели дека се доказ дека каналот што води до езерото намерно е затрупуван. Хидросистемот Ѓавато не работи цели 3 години. Беше исклучен од функција во екот на енергетската криза, бидејќи стасале сметки за електрична енергија во висина од околу 300.000 евра за еден месец. Тогаш министерката Шукова уверуваше дека ќе се пушти кога ќе има реална потреба за езерото, но пред тоа ќе мора да се санираат проблематичните места.